Добре дојдовте во новата емисија на час. По цела година онлайн, учениците од денеска се враќаат во училиштата под посебни протоколи. Над процесот лебди неизвестност околу тоа како ќе се прилагодат и наставниците и учениците, додека секојдневно се регистрираат високи бројки на новозаболени со коронавирусот. Истовремено од овој септември дел од учениците ќе ги пречека новиот образовен концепт, кој беше најголемата реформа изминатава година, како одговор од властите на разочарувачките резултати кои македонските ученици ги добиваа на меѓународните тестирања. За сите овие прашања, за предизвиците и проблемите со кои се соочуваат оние кои директно ќе треба да ги применуваат правилата и прописите кои ги донесоа властите, но и генерално за тоа каков е квалитетот на образованието, во оваа епизода разговараме со Ана Попризова, училишен психолог во Средното училиште Орце Николов од Скопје, Томислав Гиевски, наставник во Основното училиште Рајко Жензифов од Драчево и председател на Независниот синдикат за образование и наука, и Лука Павичевиќ, средношколец и председател на Сојузот на средношколци. Ви благодарам на сите за учеството на оваа дискусија. Гиевски, би започнал од вас, иако малку подоцна ќе се фокусираме повеќе на средното образование со Попризова и со Павичевиќ. Сепак, на почетокот морам да ве прашам за промените во основното образование. Нова концепција, електронски учебници, дигитализација во прво и во четврто одделение. Дел од јавност ова го дочека со одобрување, дел е револтирана и уплашена што се менува. Како вие, како наставник во основното образование, ги доживувате овие промени и дали сметате дека ќе го подигнат образованието на едно повисоко ниво? Во повеќе годишни дискусии констатиравме дека целата јавност констатира дека се потребни реформи во секторот образование. Некои работи не чина, некои работи требаше да се променат. И денеска дојдовме до една ситуација каде што имаме нагли промени. Се пратат трендови на кои што ги имаат европските држави, но за жал не се практикува во целост праксата како што работат во европските држави. Во многу од европските држави се најголем акцент кога стана збор за подобрување на образованието, се става акцент и на квалитетни работнички права за просветните работници. Од тука сметам дека сите промени во воспитно-образовниот процес би требало да бидат адекватно проследени и со подобрување на работничките права на сите вработени во секторот образование, се разбира и во секторот наука. Во однос на промените кои што најчесто ги добиваме известувањата од медиумите, Министерството за образование и наука не беше транспарентно кон Независниот синдикат за образование и наука на време да го информира за сите планови и за се она што се предвидува, така да во однос на тој дел се додека не започнат онака како што се предвидени работите, сите оние текстови, протоколи, записи што ги видовме кои што многу често се менуваат, не ставија во позиција да не можеме да донесеме квалитетно размислување дали тоа е окей или не е окей. Пак ќе напоменам, ќе се навратам дека транспарентниот процес беше изоставен, поготово за нас како втор најброен синдикат во секторот образование. И од тука во тоа поле, кога стана збор за воспитно-образовниот процес, не би можел многу да коментирам, ниту па нашата организација е стручна да ги анализира тие проблеми, но како наставник можам да кажам една работа. Доколку не висеа сите оние проблеми кои што ги имаме со работничките права, како што е константното доцнење на платата, исплаќањето на плата по колективен договор и ред други кои што во текот на емисијата дополнително ги напоменам, секоја промена од страна на Министерството за образование и наука било многу побрзо и поефикасно прифатено од просветните работници. Но, се додека не се почитуваат основните работнички права, многу потешко ќе се применуваат и сите промени кои што сите иновации кои што се ги предвидуваат во секторот образование. Ова ми беше единствено вака како чудно кога кажавте дека најчесто се информирате за промените од медиумите. Може ли накратко само околу тоа зошто ги немате адекватните информации од оние кои што треба, институциите кои што треба да ви информираат? Па видете, како независен синдикат за образование и наука во помлада организација која што постои пред 3 години, регистрирана 3,5 години веќе, мислам дека дојде време, ние воведовме еден нов начин на работа. Она што оние проблеми кои што се таложеле 30 години
во секторот образование, партизација, проблеми, непочитување на колективните договори, ние бевме први гласноговорници, први кои што ги отворивме тие прашања, први кои што започнавме серија на тужби за да ги штитиме работниците и од тока, како резултат на тоа, не им се допаѓаше, да кажам, на власта не им се допаѓаше нашиот начин на работа. Тоа е едната причина, но и покрај тоа што едноставно ние сме биле, да кажам, поразличен синдикат од се она што до сега им било претходно им било познато. Со претходните министри сме имале, можам да кажам, не можам да кажам квалитетна комуникација, но постоела комуникација и постоела заемна почит. Со доаѓањето на Министерката за образование и наука Мила Царска ние не сме имале никаков контакт. Едноставно не знам која е причината, реши дека сметаше дека не треба да има никаква комуникација со независниот синдикат. Ние нашиот доци го завршивме, по неколку наврати побаравме средби, дадовме известувања, дадовме неколку забелешки. Причината која е, сепак е треба да каже Министерката за образование и наука, а тоа беше и резултат за ние како независен синдикат да продолжиме со низа на протести, и сега сакам да ги известам сите гледачи дека и во септември имаме протест кој што ќе биде закажан за брзо време. По призова, колку научивме од претходната учебна година? Наставата се одвиваше онлайн, а сега започнува со физичко присуство. Има ли некои искуства кои можеме да ги примениме за оваа учебна година и дали гледате дека институциите се прилагодуваат на она што вие како вработени во образовниот сектор го доживувавте, го имавте како искуство од минатата година, или повторно не очекуваат многу прашалници, неизвестности? Да, апсолутно времето кое што го живееме е неизвестно по сите основи. Она што е прво е грижата за здравјето и јас верувам дека најважно на сите ни е здравјето и на учениците и на наставниот кадар. Што научивме од лани? Од лани научивме дека можеме многу подобро како наставен кадар, како училишта да се мобилизираме и да ја користиме информатичката технологија. Нешто што како процес се обидувавме многу време да го направиме, со различни обуки, со различни имплементации, инсистирање да се воведе. Сега, ставени во ситуација во која што бевме, јас мислам дека голем дел од наставниците и голем дел од училиштата се снајдоа и прикажа нешто што јас пак ќе го кажам, еден цивилизацијски скок во напредокот на ИКТ. Ако претходно беше многу формален, беше повеќе од време на време на некој час, ние успеавме, велам не далеку од совршено, меѓутоа навистина успеавме да една учебна година ја реализираме на онлайн настава, што е успех и треба да се земе во обзир, со обзир на тоа каква беше поддршката на наставниците и така натаму. Сега, ова физичкото присуство јас го разбирам сепак како една мерка која што ќе значи постојано, значи не можеме да го фиксираме дека сега сме почнале со физичко присуство и дека тоа така ќе биде, туку постојано треба да се проверува и тука апелирам и до Министерството за образование кој што ги даваат насоките, значи да ги следат препораките и благовремено да реагираат. Затоа што секако има училишта кои што се со помал обем на ученици и кај нив е помала изложеност опасноста и училишта кои што имаат голем број на ученици, каде што има и голем број наставен кадар. Значи, затоа сметам дека не може оваа година да се оди со некаков фиксиран модел, туку треба да се следи состојбата, да се следат различните услови во училиштата. Значи, имаме училишта со одредени просторни услови, можности, со други. Техничкиот персонал неговата улога исто така многу значена заради одржување на тие хигиенски услови и така натаму. Така да тоа е нешто што можеме сега да го кажеме, на 1 септември. А како ќе биде понатаму, останува да се проверува и да се адаптираме.
Павичевиќ, какво е расположението еве кај вас како средношколец? Вие учите во приватно училиште во Скопје. Ме интересира еве и кај вас, но и кај соучениците. Какво ви беше вашето искуство? Дали ви беше безбедно да се вратите во клупите? Како се чувствувате? Добро. Сега мислам дека би можеле ситуацијава да ја гледаме од две точки, од два агли. Ај најпрве ќе започнам со личниот, но подоцна ќе се препалам на колективниот. Кога веќе преземаме чекор во оваа пандемија, која трае веќе некаде до 2020, барем за Македонија, преземаме чекор што претходно не сме го виделе, а тоа е средношколците да ги враќаме целосно во клупите од март 2020. Бидејќи во континуум од март 2020 до денеска на 1 септември, средношколците не беа со физичка настава. Што тоа значи дека при креација на ваквите чекори треба да се водиме од претходни искуства и од нашата држава, но и од другите земји, што може да ни помогнат во носењето на оваа одлука. УНИЦЕФ, например, уште ланското лето припреми документ наречен рамка за повторно отварање на училиштата, каде што јасно беа наведени чекорите како да се презема овој чекор. Горе-долу тие принципи беа испочитувани и во другите земји. Например, можеме да ги гледаме случаите во САД и во Велика Британија, во Германија, каде што училиштата беа отворени, а трансмисијата, односно ширењето на вирусот беше многу мало, што покажува дека со соодветните протоколи училиштата може да бидат безбедни места и дека вирусот најмалку се шири на училишните клуби. Понатаму, не мора да ги гледаме и по развиените земји, што располагаат со повеќе искуство, со повеќе ресурси од нашата. Туку можеме да го гледаме и примерот на Западен Балкан, каде што македонските средношколци поминале 54 недели онлайн, односно 54 недели затворени, а регионалниот просек е околу 20 недели, можеби нешто повеќе од 20. Значи, ние сме веќе дупло од просекот, што е дефинитивно проблематично. Од аспект на македонски училишта кои функционира добро за време на пандемијата, можам да издвоам и својата гимназија Нова, каде што учам. Например, ние зборувам за средното, од 1 март 2020 одиме во училиште преку комбинирана настава, каде што оделенијата се поделени во две групи и една недела едната група посетува онлайн, така другата е физички, и секако групите ротираат на неделна основа. На тој начин се запазува квалитетот на наставата, односно интеракцијата ученик-учител, но исто така се запазува и физичкото здравје на учениците, бидејќи капацитетот на училницата е намален, односно има помал број на луѓе во училница. Би можел да издвам неколку добри мерки што секако треба да бидат испочитувани во сите училишта, а тоа е водење на една книжка. Односно, секој ученик добиваше мало книгиче и секој ден пред да пристигне во училиште, ученикот и родителот беа обврзани да одговорат на неколку прашања. Например, дали имале контакт со некој заболен од вирусот во последните 14 дена, дали чувствуваат главоболка, дали ги имаат некои од симптомите на вирусот, таму беа наведени да се заклучуваат да или не, дали биле во самоизолација и така натаму. И таа се пополнуваше пред почетокот на денот, односно пред тргнувањето од дома кон училиште. Кога ќе се пристигнеше во училиште, температурата се мери на влезот и изгледа се завидува во книжката. На тој начин училиштето располагаше со епидемиолошки информации за целото ученичко тело. Носењето на маски, внатре во училницата, редовна дезинфекција, се единствените мерки моментално што ги имаме што може да не заштитат од вирусот. Ова сакав да потпрашам, Павичевиќ, дали се почитуваат реално овие мерки во училишта, бидејќи еве јас на пример ако се потсетам во мое време, хигиената ни било на долните приоритети кога сме биле во училиште. Ме интересира сега, бидејќи има многу детали во оние протоколи. Ова што го кажа, мерење температура, дезинфекција, носење маски и слично, ќе се почитува ли тоа од учениците или? Видете, моето искуство и
да кажам, не гледам со розови очила тука кога го кажувам ова, туку ќе кажам искрено вистината. Моето искуство беше дека дефинитивно постои колективна свест меѓу средношколците како да се заштитат од вирусот. Во секој момент кога посетував училиште и оваа учебна година и претходната учебна година, сите ученици носеа маски, маските беа над нос, не беа под брада или слично, редова дезинфекција на раце, држење дистанца, така што од тој аспект на вистина нека не биде 100%, но 99% од мерките беа испочитувани од страна на учениците. Сега, може би се случило кога некој ученик или ученичка заборавиле па ја тргнале маската случајно ако се надворили нешто, меѓутоа кога имаш присутен наставник што ќе каже стави ја маската, апсолутно веќе се минимизира и тој ефект. Така што од аспект на почитување на мерките, мислам дека како систем сме способни да ги испочитуваме и мислам дека ќе имаме успешна учебна година. Гие Скиеве, сега да се надоврзам со вас, донесени беа овие протоколи за настава со физичко присуство, каде детално е пропишано што треба да се почитува како секојдневие во стотици и стотици училишта низ државава. Еве имаме пример од едно, но знаеме дека во земјава има многу различни училишта. Едно е ова што е напишано на хартија, друго е тоа што е во реалноста. Вие како синдикат, еве, дали сметате дека сме подготвени да пуштиме 30-35 деца во училница во една ваква ситуација? Дали училиштата имаат доволно ресурси, капацитет, услови за да ги спроведуваат сите овие мерки, кои еве Павичевиќ спомена дека во нивното училиште се спроведуваат, меѓутоа колку е реалноста во другите, особено овие државни училишта низ републиката? Секој училиште е различна приказна. Таа зависи од менаџерот. Многу е битно каков менаџер има училиштето, односно каков директор има училиштето. Ако имаме квалитетен менаџер и се разбира ако во континуитет се одржувало училиштето, може да ги има соодветните услови за работа. Најчесто оние слики што ги гледаме на интернет од страна на градоначалниците, од страна на министерството, тоа реновирање средени училишта, скоцкани училишта, тие се најчесто училиштата кои што, да кажам, се добро суредени, негувани, средени, нешто додатно реновирано. Оние училишта кои што за жал имаат субстандардни услови за работа, каде што во некои училишта има и се уште полски клозети за жал, каде што капе кровот или се греат на ќумбе, има и такви училишта. Тие училишта морате лично да ги посетите. Тие на интернет по некоја група можете да ги видите некој сликал и многу ретко се збори за нив. Од тука и не може да се земе еден стандарден пристап и да ги споредуваме најсовремените со најлошите училишта. Значи, секој училиште си е посебна приказна и таа приказна ја испишува најмногу менаџерот од начинот на кој што работи. Сега, кога станува збор за менаџерите, многу битно е што морам да напоменам е колку домаќински работеле истите и колку подлегнале под притисоци од локалната власт. Досегашната пракса ни вели дека оние директори кои што биле самостојни, кои што се оградиле од влијанието на локалната власт или на политичките партии, кои што не ги прифаќале недостоинствените предлози, вработи го тој не му го продолжува одговорот, но кои што рекле дека ќе бидат професионалци, најчесто и професионално се работат. А кога станува збор за онаа друга категорија на директори кои што за жал ги имаме многу повеќе и многу со години се повторува тоа пракса, каде што слепо ги пратат сите насоки од локалната власт во однос на кадровата политика. Тој треба да работи, на тој не треба да му се приложи договорот, колку и да е тоа неморално, мора да се направи, должност е да се направи. Ево, тој профил на директори што работат на тој начин, најчесто се недомаќински настроени кон училишната каса, затоа што тие исполниле одредена работа и треба очекуваат дека за тоа истото да бидат наградени. Од тука кога ќе направиме паралела на профилот на директори, едниот и другиот профил на директори, кој што за жал ние се бориме цврсто да ги има многу повеќе од тој првиот профил кој што го напоменав и многу помоце да целосно се намали влијанието на политичките партии во училиштата. Од тука сметам дека доколку со години наназад, па и во иднина, домаќински се работи со касата,
се почитуваат мерките, не се луксузираат, нормално како и секое домаќинство како што функционира. Ако се работи домаќински, со текот на годините ќе можеме да имаме прогрес во училиштата. Во моментов има училишта кај што нема услови, нема, збориме од инфраструктура. А од човечкиот капитал се надам дека во текот на емисијата ќе надополнира. Попризова, сега би се префрлил, еве сите ги раскажа своите искуства. Какви се вашите искуства еве во вашето училиште? Дали ги имате сите потребни услови, колку од вработените еве се информирани, колку се обучени за да ги спроведуваат сите овие протоколи, како тоа ќе се одвива на терен и колку тоа предизвикува еве дополнителен стрес кај вработените во вашето училиште во конкретниот случај? Јас би кажала дека ние добивме едни протоколи кои што мислам дека сепак ни треба дополнување нивно. Тие ја даваат општата рамка, но се уште имаме дилеми, прашалници и предизвици со обзир на тоа дека се работи кај нас, например, за бројка од 1200 ученици. Како да во тој дел направиме по-добра и по-безбедна организација во училиштето. Верувам дека тоа ќе се детализира, дека ќе се доразработи, за да можеме навистина да стоиме за тоа дека нудиме добро организирана и безбедна настава. Бидејќи ова е и, би рекла, мислам, мора да се земе во обзир и психолошкиот момент. Значи, има ситуации кај што децата се и самите вознемирани, загрижени за нивното здраве. Дел од наставниците се исто така со различни и хронични болести и слични. Имаме семејства каде што има хронично болни родители, кои што исто така значи, може да биде извор на небезбедност доаѓањето, посетувањето на децата во училиште. Значи, се уште е рано да тие работи можеме да ги формализираме и да кажеме да, затоа што постојано се јавуваат нови и нови ситуации, но верувам дека ќе се адаптираме најдобро што можеме, иако, велам, таа неизвестност прави притисок и на нас како наставен кадар, и на родителите, и на учениците. И секако, значи, и времето е неизвестно, но верувам дека до крај на следниве неколку дена, тие неизвестности што ги имаме, дека барем ќе добиеме појасни дополнувања и појасни насоки во кој смер да реагираме како училиште. Павичевиќ, како председател на Сојузот на средношколци, претпоставувам дека овој период сега комуницирате со средношколци низ земјава. Ме интересира еве какви се нивните ставови, што е она можеби што ги радува за оваа нова учебна година, што е она што ги плаши, како е во училиштата и надвор еве од Скопје? Секако како Сојуз продолживме да ги консултираме средношколците цело време, за време на оваа криза, иако се уште се држиме до тој оригиналниот став дека комбинираната настава е најдобра и дека требаше што поскоро учениците да се вратат во клубите на овој или оној начин. Меѓутоа, ако зборуваме за сегашната учебна година, се забележува поларизација од аспект на тоа што има доста голем број на ученици што навистина сакаат да се вратат во клубите, чувствуваат возбуда повторно да бидат во училиште, аспектот на социализацијата. Иако, например, сите ние како средношколци се дружевме во текот на летото, одевме по летни одмори, сега кога летниот распуст е и порелаксирана атмосфера, меѓутоа секако дека сите сакаме да се вратиме во училиште и од аспектот на наставата, меѓутоа и од аспектот на меѓусебното дружење и едноставно полесно се остварува таа социализација и пријателство кога знаете дека од 8 до 2 ќе бидете на едно место цело време, отколку да се само иницира. Од друга страна пак, малку по-негативната, е што исто така има и голем број на средношколци кои не сакаат да се вратат во клубите. Едните од нив имаат навистина разумна причина зашто тоа не сакаат да го направат и тоа е најчесто страфот за заразување.
Гледам дека како систем и како инволвирани лица, било тоа ученици, наставници, директори, министерство, им должиме на овие ученици што стравуваат за своето здравје или за здравјето на своите најблиски, дека ќе се осигураме овие протоколи, како што професорката ги нарече, само една основа што треба да се доработи, барем и таа основа треба да биде максимално испочитувана. И тоа навистина им го должиме на нив. Од друга страна пак, втората група што не сака да се врати во училиште, доаѓа од можеби малку понаивна причина, а тоа е што дека дел од средношколците се навикнаа оценките да ги добиваат онлайн, се навикнаа камерата да не им биде вклучена за време на тестот, се навикнаа да одговараат на прашања на тестови или да изработуваат проекти онлайн, без да има некаков надзор, односно супервизија од наставникот. И сега краткорочно, тоа им делува добро, бидејќи полесно добиваат оценка. Меѓутоа, се повеќе и повеќе, бидејќи средношколците сметам дека навистина се зрела група на луѓе воопшто, забележуваат дека изостатокот од знаењето им пречи. Така што тие ученици што можеби не сакаат моментално да сакаат во клубите, од себичниот аспект на повисоки оценки, сметам дека тој број ќе се намалува, бидејќи тие самите сваќаат дека оценката како оценка не значи ништо ако не е проследена со потребните знаења и вештини. И затоа секоја одлука, бидејќи знаеме дека овој модел нема да биде фиксен, ситуацијата може драстично да се подобри или драстично да се влоши. Затоа сметаме дека секој модел мора да испочитува три детали: физичкото здравје на учениците, но и квалитетот на образовниот процес, како два императиви, и третото е и малку пософистицираниот аспект на менталното здравје, социализација и едноставно психичката состојба на заедницата. Гиевски, како и секоја година и ова, актуелни се секогаш оние проблеми дека училиштата немаат доволно ресурси, наставниците немаат доволно услови, обуки, а баш од нив се очекува најмногу да го подигнат квалитетот на образованието во земјава. Неодамна имаше една јавна реакција за решавање на статусот на околу 5000 наставници во училиштата низ државава. Знам дека бројни, како што начнавте на самиот почеток, бројни се проблемите, но еве накусо, ако можете да ми објасните кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат наставниците во државава и дали има некои брзи решенија со кои што би можеле барем тоа да го тргнеме од дневен ред? Предизвици со кои што се соочуваат просветните работници би ги поделил на два дела. Имаме предизвици, односно проблеми, недостатоци во однос на извршување на работата и предизвици и неугодно чувство кое што се јавува како резултат на непочитување на делот правата. Значи, ако можам да напоменам прво за работните услови, многу од колегите, ние ќе бидам искрен, јас како независен синдикат за образование и наука, можеби ќе ви биде чуден ставот, но уште кога почнавме со работа, почнавме активно, многу од колегите се јавуваа да се жалат. Немам креда, немам маркер, немам карта, основни средства немам за работа. Ние пробавме да ги научиме работниците и верувајте, тоа вроди со плод во многу училишта. Ако немаш креда, немаш услови за работа, тоа не е твој проблем, тоа е проблем на работодавачот. Исто како и во конфекција. Ја не сум слушал до сега шивачките да се бунат зашто не им работат машините. Ако не работат машините, нема да се работи. И тоа вроди со плод. На почетокот им беше многу чудно на колегите, ги има научено со 30 години, ако немаш креда ќе се снајдеш, ќе донесеш од дома. Ако немаш компјутер, ќе донесеш од дома. Но ние успеавме. На почетокот им беше чудно како имаше реакции во стилот на вие не сте сериозни, вие не сте наставници, наставникот треба да биде така, но отидете на запад, прашајте ќе видите дека исто размислуваат како нас. И успеавме да вродиме со плод, затоа што некој можеби раководен орган пријавил дека има креди, а кредити ги нема. Значи да не налагам до толку. Основни средства за работа не осасуваат во училишта и тоа предизвикува непријатно чувство кај поголем дел од колегите. Некои носат дома, некои се научи дека не треба повеќе да носат дома и мене ми е мило што е тоа така, затоа што
ќе носиме кога ќе сватиме, кога ќе бидеме убедени дека навистина е криза, дека навистина нема за неодредени работи, ќе се солидаризираме, но солидаризирањето треба да почне на ниво на целата држава. Најголем проблем се правата. За тоа и ние сме најгласноговорници како независен синдикат. Во оваа емисија би сакал да ви ги споделам само дел од проблемите со кои што се соочуваат, како топ приорити би ги наредил. Можам да зборувам повеќе од 4-5 часа да напоменувам за одредени проблеми, но ќе ви ги напоменам кои се најгорчливите проблеми и односно што најмногу изговоруваат просветните работници и го сваќаат како кај ни ствара едно непријатно чувство. Прво, знаете дека претходната учебна година се одвиваше онлайн. Од прво до трето работеа со физичко присуство. Од страна на Министерството за образование и наука беше изготвен план за работа во учебната 2020-2021 година. Тој план беше испратен до училиштата и им беше даден насоки како треба да работат просветните работници. Дел од просветните работници кои што предаваат од прво до трето одделение им беше дадено за задача да бидат поделени одделенијата, односно ако има 20 часа со 25 деца, сега треба да има 40 часа во две групи, во едната група 12, во едната 13. Веднаш синдикатите реагираа на тоа, бидејќи со тоа беше нарушен законот за наставници и стручни соработници во делот каде што се предвидува работното време и работните активности. Од Министерството за образование и наука дадоа апел дека сега е кризна состојба, во кризна состојба може да се погазат одредени закони за општото добро на државата и дека средствата ќе бидат исплатени. Сега сме септември, мислам дека првите изјави беа негде октомври, пошто подоцна почна претходната година, негде при крајот на октомври беа првите ветувања дека парите ќе се пуштат. Парите се уште не се испратени. Работниците работеа во две групи, се створи непријатно чувство, значи тоа излажени од системот, искористени. Се правеа некои пинг-понг стратегии, ги пуштивме парите, тој не ви ги дал, општината не ви ги дала, општините велат не ви ги дававме директорите. Значи буквално се направи триаголник кој што искрено било која сериозна личност да седнеше можеше да го реши за 12 сати. Парите ги пуштив, каде се парите? Или парите не се пуштени, само им правиме пред медиумите даваме една лажна слика. Значи нема да навладам до толку, само факт е дека работниците не си го добија заслуженото за она за кое што работеа. Од тука, оваа учебна година, можеме да очекуваме дека ќе има промени во протоколите и во начинот на работа и повторно ќе предизвика промени, повторно ќе предизвика непријатно чувство кај просветните работници, затоа што веќе кога еднаш од системот ве злоупотребил, големи се шанси дека истото ќе се случи повторно. Друг проблем кој што ќе го напоменам, тоа е колективниот договор. Во колективниот договор платата на просветните работници е јасно и недвосмислено наведено дека се исплаќа на 10. Ние како независен синдикат моравме 3 години секој месец да излегуваме на медиумите да известуваме дека платата доцни, затоа што добивавме плата на 25, па дојде до 22, па повторно платата континуирано доцни и најголемиот проблем е тоа што по колективен договор ние имаме една пресметка за плата каде што велиме секој наставник има коефициент и тој коефициент се множи со најниската плата за најнизок степен во државата. Кај нас во образование успеале да констатираат дека иако во државата е 15.500 минималната плата, во образование констатирано е 9.000 само за да може на наставниците да им се даде помала подпросечна плата. Тие се три од најголемите проблеми, а тука би ги навел тоа што луѓе патуваат по 50 километри, тоа што постои голем ризик на ширење на заразата. Зборам за лицата кои што се хронично болни, ако во другите институции ги ослободуваат, во образование се уште нема таква одлука, тоа се дел од проблемите. Благодарам Гиевски. По призова, според последен извештај на УНИЦЕФ, Северна Македонија била земјата која најдолго ги затворила училиштата за учење со физичко присуство. Според тие информации, мнозинството ученици посетувале настава на далечина вкупно од 54 недели, бројка која е многу над просекот од 25 недели во регионот на Европа и Централна Азија. Кај нас дури ситуацијата беше малку покомплицирана, бидејќи постоја училишта и места каде учениците немаа пристап до интернет, нема компјутери, нема таблети и слично.
Ме интересира за социјалниот момент помеѓу децата и младите. Какви ефекти очекувате дека ќе има оваа претходна година врз новата? Дали ќе може да се надомести она што може би е загубено при ваквото одвивање на претходната учебна година? Значи, ние ако го гледаме поширокиот контекст, на вистина сме земја која што премногу одеше со онлайн настава и тоа секако остава траги врз психиката на младите, на децата и на младите, затоа што оној дел на социјализација, кој што е исто идентично значаен, значи социјалниот развој е идентично значаен со когнитивниот развој на личноста. Когнитивниот развој, ако влегува стекнување, знаење и вештини, тогаш социјалниот, емоционалниот развој практично беа занемарени во делот на онлайн наставата и како последица на тоа се јави прво една голема апатичност кај децата и младите, еден општ пат на мотивација при учење, оние вештини на меѓусебна комуникација кои што се случуваат во паралелката, помеѓу врсниците, помеѓу односот помеѓу учениците и наставниците. Значи, ние не знам какви последици ќе има, значи ова се првичните последици што ги гледаме, меѓутоа сигурно ќе остави трага. Дури и когнитивното знаење, вештините се надокнадува. Ама овој дел на социјална интеракција, размена, комуникација, емотивна размена, емпатија е занемарен и треба сега многу да се работи за да се надокнади. Оно што исто така е многу значајно е делот на, како да кажам, нивно поврзување, нивно интегрирање во целиот општествен, значи практично како да имате една голема група на млади деца кои што се нашата иднина, ние ги ставивме во едно стаклено дворо. Прифаќам дека и условите беа такви, но од друга страна мораме можеби малку и да се охрабриме, да веруваме дека можеме многу повеќе и дека и младите заслужуваат многу повеќе да ги поддржиме во овој дел. Се јавува голем број проблеми, значи социјалната анксиозност многу порасна кај младите, страфот вклучување, камерата дава, не сите реагираме исто на камерата, па како изгледам пред камера, па како ќе ми звучи гласот, дали ќе знам, како ќе ме праша наставникот, затоа што имајте во вид дека многу од децата не се познаваа меѓу себе и не ги има видено наставниците во живо. Значи, сето тоа ја зголеми генерално таа социјална анксиозност, се случува да биде исклучен од класот, паѓа интернетот за време на тест. Децата, значи, се јавува некој тип на нови проблеми, нови, да кажам, психички состојби, кои што сега останува да видиме како ќе ги санираме и токму во тој дел јас верувам дека може би со адаптација дел тоа хибридно, како го викаат, дел да биде со физичко присуство, дел да биде онлайн, што може дека мораме па да ги внесеме децата во училиште. Павичевиќ, како вие гледате на овие бројки, анализи, како ние стоиме во споредба со развиените земји во Европа, дали минатата година можеби на некој начин може да се каже дека беше загубена година за младите? Со последниот дел од прашањето дефинитивно би се согласил од наставен и образовен аспект. Во ситуација на криза клучна е адаптабилноста и клучна е брзината да се изреагира во право време и во право место. Меѓутоа, што се случи кај нас со целата ситуација е
Кога видовме лани ние како Сојуз на средношколци дека државата не е спремна да започне со настава, побаравме одлагање на учебната година, нели таа почна на 1 октомври. Тоа беше единствен потек што во тој момент го имавме, за да се осигураме дека колку толку државата ќе биде подготвена да ги на некој начин им дадовме уште еден месец они да се подготват адекватно за образовниот процес, било тоа онлайн, било тоа физички. Меѓутоа националната платформа падна уште истиот ден. Тоа што следеше е, дефинитивно направивме скок во користењето на ИКТ технологијата, меѓутоа пак од друга страна беше далеку од доволно и мислам дека од друго откровение што го имавме дека не можеме да го замениме класичниот модел на интеракција ученик-наставник со нешто преку екран. Програмите беа скратени, часовите беа пократки, аспектот на камерата исто ја намалува и самата суштина на часот, бидејќи ние правевме истражување каде што ги прашаме средношколците дали отварате new tab, односно ново прозорче, додека професорот зборува за време на часот. И огромно мнозинство, не се сеќавам на конкретната бројка, но мислам дека беше 80 или 90%, рекоа дека тоа го прават. Значи фокусот е намерен. Професорката кажа нешто што се согласувам, а тоа е дека не се го реагира исто на камерата, како ќе изгледаат, нели од аспект на физички изглед, од аспект на запознавање, како им звучи гласот, понатаму го имаме и социјалниот аспект, како изгледа позадината, за таа камера, како изгледа живеалиштето, не е секој па и удобен да ја покажува својата соба или својот дом пред луѓе што не ги познава, но истото тоа знаеше и да биде злоупотребено и да се користи како изговор да не се уклучуваат камери за време кога се правеа тестови или испрашување или начин на проверка на знаењето. Мислам дека општествено не можеме да ги откривуваме ниту наставниците, ниту средношколците, располагале со тоа што им било дадено од системот, едноставно се снашле. Меѓутоа, еве би потсетил кога се полагаше државна матура во јуни, дел од содржините што беа учени онлайн, беа тргнати од државната матура токму поради ова. Во блиската иднина, јас мислам дека ќе треба повторно да вклучуваме форми на онлайн настава, меѓутоа сето тоа треба да ни биде за памет, да знаеме дека и кога ќе дојде до таа точка, треба сепак да одбереме комбинирана настава и треба тоа да научи дека и онлайн наставата треба да биде квалитетна. Меѓутоа, не како целосна замена за нормалната интеракција ученик-учител, туку дека може да биде само дополнително средство, односно да помага во образовниот процес. Дури и пред пандемијата, македонското образование се соочуваше со лоши бројки во поглед на писменоста на младите, на оние меѓународни рангирања, каде што сме во долната половина, некогаш и на самото дно на оние рангирања. Ме интересира, пред самиот крај сме на емисијата, но Гиевски попризова еден куз ваш коментар, каде лежат проблемите поради кои македонските ученици еве заостануваат зад европските или врсниците од поразвиените држави. Еве Гиевски па попризова, ако може. Според мене и според оние констатации што сме ги донели на ниво на независниот синдикат за образование и наука, сметаме дека мотивацијата на просветните работници е најголемиот проблем за добро да можат и тие да ги мотивираат учениците. Условите за работа се проблем. Исто така, влијанието на одредени фактори на сила во воспитно-образовниот процес, или на многу кратко ви кажам, например, имало многу наназад многу години имало случаи кога одреден наставник ќе покране одредена процедура за одреден ученик и тогаш ќе дојде од општината, од директорот, различни луѓе од населеното место да реагираат да го заштитат детето и ја користат собствената сила и тука ќе подлегне наставникот и ќе се повлече, а ученикот би добил уште повеќе сила. Значи, тие се во главно едни од најголемите проблеми во воспитно-образовниот процес. Призова? Да, се согласувам потполно со ова што кажа Томислав и ќе додадам, значи мислам дека во две земји само не сум била во Европа, во училишта или да имам соработка со училишта,
И многу повеќе се вложува до едукација на наставниците. Значи, не зборувам за едукација од семинар од ден или пола ден или 2 дена, туку наставниците се доедуцираат со сериозни модули кои што траат по година, 2 и многу е застапено доживотното учење. Значи, ако еднаш сум се едуцирал, тоа не значи дека не треба одново и одново, значи они имаат на 2, на 3 години цели модули кои што траат со испити, со слушање, предавање, каде што им се зајакнуваат сериозно повеќе вештините и капацитетите, и она што би додала искуственото учење, каде што многу повеќе се работи на делот на развивање на стереотипите, предрасудите на наставниците. Значи, ние и во тој дел се уште имаме, само ќе се надоврзам и на ова Томислав што го кажа, меѓутоа имаме сериозни случаи и на дискриминација и на учениците и наставниците, кои што така пременуваат во училиштата заради голем број на стереотипи, предрасуди, непрепознавање на дискриминација, на кој што треба навистина многу да се работи, а тоа не се прави со еден семинар. Значи, вие не можете да развивате вештини за препознавање или за надменување на стереотипи со еден семинар. Тоа се искуствени програми, каде што наставниците треба да работат на некој начин на себе и на своите вредности и да знаат што е нивната работа во училиштата. Точно е дека изминатите децении улогата на наставникот, статусот на наставникот беше перманентно девалвиран и во иднина мора да се зајакне и позицијата на наставникот во општеството и неговата мотивација и неговата улога да се препозна. За самиот крај, Павичевиќ, морам да ве прашам за резултатите од едно последно истражување на студија на млади, ми се чини, кои покажаа дека мнозинството млади се склони на теории на заговор, сакаат лидер со цврста рака, истовремено се незадоволни од местото во општеството, не се оптимисти дека државата се движи во права насока, би си селиле од земјава во прва прилика. Сакам со ова да се надоврзам на ова што го зборува наставникот, професорката, дали образованието има улога во креирањето на ваквите ставови и перцепции кај младите? Образованието секако игра важна улога, меѓутоа ќе си дозволам да кажам дека за вакви ставови, особено за теории на заговор или за несигурност во иднината или за барање за лидер со цврста рака и некаква јасна радикална насока, која едно општество треба да ја земе, мислам дека тука клучен фактор е очајот. И е повеќе емотивен проблем отколку образовен. Зошто го мислам ова? Пред некое време читав и анкета за како размислуваат генерациите во Велика Британија, истото можеме да го кажеме и за САД и за другите земји што се да кажеме на врвот на светската пирамида. И таму се приметува огромно разочарување кај младите. Во Британија можам да потврдам дека анкетата покажуваше дека мнозинството сметаат дека нивните деца и внуци ќе имаат полоша иднина од тоа они што ја имале, а таа бројка исто така многу забележлива кај младите. Живееме во несигурни времиња и како такво несигурноста кај човекот буди сомнеж и буди очај. Образованието ги дава алатките сами да ги најдеме одговорите на овие прашања. Нели стравот од вирусот, ќе земеме, ќе прочитаме научна студија, ќе видиме што ќе кажат докторите, или сигурноста на вакцината, или некакви други политички прашања. Меѓутоа, со мала образованост се немаат вештините и се нема капацитетот да се провери таа информација и се очекува одговорот да дојде од друг, што најчесто ќе апелира на емоции, ќе апелира на патриотизам, ќе апелира на некои по-високи и по-абстрактни чувства. И младоста е како физиолошки процес на созревање е бурна и јасна, и тоа доведува до некаква си радикализација нивна. Меѓутоа,
образованието, сузбивањето на дискриминацијата, отворениот ум како вредност. Мислам дека имаше цитат на Кант или на Аристотел, што беше ова, не сум сигурен, меѓутоа кажува образованиот ум може да замисли нешто без да ја прифати таа мисла. И мислам дека тоа е многу клучно кога размислуваме за другите и за нивните ставови. Нема потреба од омраза или од правење на црно-бела слика. Туку едноставно можам да се ставам на нивно место, да видам како они размислуваат, а без да ја прифатам таа мисла и јас. Ви благодарам на сите за учеството во ова денешна дискусија. Ви посакувам и на вас и на учениците кои што од денеска почнуваат со настава успешна, мирна и се надевам квалитетна учебна година во која што ќе научат многу нови работи. На гледачите им благодарам за вниманието со кој што не следеа. Се гледаме во следната епизода на Час. Пријатно до тогаш.